македонската јавност неколку дена ја тресе крупната корупцијска афера со набавката на медицинска опрема. Очигледна е нервозата кај Груевски, Османи и ВМРО ДПМН, бидејќи се фатени на дело. Наместо одговор, во чии джебови ќе заврши огромната разлика во цените од 28 милиони евра, Груевски се обидува да го отргне вниманието на јавноста со веќе видено сценарио. Вчера го пушти министерот за здравство сам да се брани со серија емотивни медиумски настапи. Граѓаните може да очекуваат и нова владина медиумска кампања, повторно платена со народни пари, со која Груевски и ВМРО ДПМН ќе се фалат со новата медицинска опрема. Бидејќи вчера бевме обвинети дека сме споредувале Мерцедес и Фиќо и дека сме ги споредувале цените со стара медицинска опрема, денес на јавноста ќе ја презентираме само два документи кои јасно ја покажуваат разликата во цените, кога некој набавува од свој джеб и кога Груевски, Османи и ВМРО ДПМН набавуваат со народните пари. Ова е увозна царинска декларација и фактура за комплет систем за магнетна резонанција со јачина на магнетно поле 1,5 Т со опрема и прибор од марката General Electric, која во Македонија е увезена пред точно 2 месеца по цена од 691.875 евра. Само за споредба, Груевски, Османи и ВМРО ДПМН ја набавуваат со народни пари магнетната резонанција по цена од 1.380.000 евра или поречиси двојно поскапа цена. Ова е увозна царинска декларација и фактура за комплет рентгенски компјутерски томограф со опрема и прибор ВЦТ HT64 Slice од марката General Electric, кој во Македонија е увезен пред 3 месеци по цена од 533.334 евра. Само за споредба, Груевски, Османи и ВМРО ДПМН го набавуваат со народни пари CT64 CT Scan компјутерот по цена од 900.000 евра или за 370.000 евра поскапо. Сега очекуваме од Груевски и од како што самиот се нарекува од инвестицијски аспект во наводници историски најзначајниот министер за здравство, да ги објасни на јавноста овие факти. Веруваме дека денес нема да ја обвинат и државната царина дека лаже. Сосема на крајот, уште еднаш јавно ги повикуваме Груевски, Османи и ВМРО ДПМН да одговорат на прашањата. Зошто производителите на медицинска опрема, General Electric и Siemens, како директни понудувачи се откажале во текот на тендерската постапка? Зошто медицинската опрема од истите производители ја набавуваме преку трговска фирма посредник, Симет Интернационал, по цени кои се за 60 до 100% поскапи? Дали вистинската причина за откажувањето на производителите е тоа што овие гиганти не сакаат да бидат оцрнети во крупната корупцијска афера во режија на Груевски, Османи и ВМРО ДПМН?